Благодарам, председавач, почитувани колеги. Ова е crisis management. Сега министеров прифати амандман и тоа е факт. Стои во стенограмите и откако увидува дека ќе трпат политичка штета заради прифаќањето на тој амандман, почнаа спинувањата и нема да гласаме, нема да го поддржиме и така натаму. Почитуван координатор, факт е дека министерот го прифати амандманот од колешката Морачани. Ја спомнувам како предлагач на амандман кој што е наведен во овој амандман. Па зборе, почитуван координатор на СДСМ, а од вас човек не може да збори колку што цело време се уфрлувате и дофрлувате. Така што се извинувам, мора да ви одговорам кога од место говорите. Факт е дека амандманот беше прифатен. Факт е дека Маја Морачанин, повторувам, ја спомнувам како предлагач на амандман, се извинувам што ете не е тука, а ја спомнувам, и е гајле за животната средина, и е гајле за заштита на животната средина, ама многу е битно нејзиниот кадар во институцијата Инспекторат за животна средина да купи нови возила. Толку од грижата на председателката на Зелените во Република Македонија за животната средина. Додека ние како пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата поднесовме десетици амандмани суштински кои се однесуваат токму на подобрување на животната средина, за почист воздух, енергетика, затоа што ни следи енергетска криза, подразбиравме тука помош за граѓаните и компаниите. Тоа не се прифаќаше. Морачанин тогаш не беше на службен пат, ама не дојде тука да ги брани тие амандмани, дојде тука да не напаѓа и да не држи предавања за некаква нејзина огромна заложба во делот на животната средина, ама не ги бранеше овие суштински амандмани. И сега ми е јасно зошто, затоа што е гајле за животната средина, туку било битно да набави возила нови за нејзиниот кадар, послушник, пошто нели претходно е знаменија таа што не ја слушала. Суштински амандмани поднесовме за загревање на, да промена на загревање на здравствените образовните институции од нафта и мазут на газ, затоа што живеам во Куманово, најголем загадувач на Куманово, еден од најголемите Кумановската болница. И има можност за гасификација на Кумановската болница. 4 години од оваа говорница барам да се гасифицира таа Кумановска болница, уште не е гасифицирана. И Маја Морачанин гајли е за Кумановската болница што не е гасифицирана, гајли е што кумановци дишат нечист воздух, ама е многу битно нејзиниот кадар да вози ново теренско возило. Спецификација ќе ја видиме, вајда со кожни седишта и не знам какви други. Тоа втор проблем. Поваравме с филтри на градешните машини, поставување на плински удри. Значи, да не ги редаме во интерес на редото. Прекрасни амандмани кои што не ги измисливме ние. Не седнал сега јас најпаметен или некој од ВМРО ДПМН и коалиција, најпаметни сме ние у држава, седнавме и сега амандмани ќе под нас. Тоа беше во соработка со експерти, во соработка со граѓанскиот сектор, зашто впрочем ве критикува и Европската комисија во извештајот. Не ги слушате граѓаните и не го слушате граѓанскиот сектор. Тие амандмани од нив произлегува. Ние само поради законската можност како пратеници да поднесуваме амандмани, ги проследивме во собранието, ништо повеќе. Ама тие не се добри амандмани. Тие луѓе што цел живот работат во сферата на животната средина не разбираат ништо од заштита на животната средина, ама Маја Морачанин со 2 теренски возила ќе реши целиот проблем у државата. Затоа што, повторувам, вие може процедурално да кажете што сакате и како ќе гласате, министерот го прифати амандманот. И уште една работа што е многу суштинска и што можеби недоволно се запознае јавност, ја запознаваме јавноста со тоа. За голем дел од овие наши амандмани кои што беа одбиени, образложението на министерот беше дека имало програма Зелен развој
во секретаријатот на владата, не во Министерството за животна средина, во секретаријатот на владата, и генералниот секретар ќе направи програма, појма немаме каква ќе е таа програма, и ќе ги троши тие пари. Исто тоа се случуваше во 2021, 11 милиони евра отидоа во таа програма за зелен развој, со која што управува генерален секретар на влада, појма немаме каде се потрошија тие пари и што се реализираше. Сега повторно, само цифрата е зголемена. Оваа година 28 милиони евра ќе одат на програмата Зелен развој во Генералниот секретаријат на влада. И сите наши амандмани беа одбиени со образложение, ќе има програма за зелен развој, ќе го предвидиме и ова, ќе видите кога ќе ја објавиме во службен весник. Значи, замислете пратеници, гласаме буџет, распределуваме средства и немаме поима како ќе се трошат тие средства. Ќе се трошат како ќе му текне на генералниот секретар на владата. Иако е сличен на оној претходниот, сега што е у затвор, притвор, не знам кај е, блазеси на граѓаниве со една ваква влада. И затоа е револтот кај нас. Квалитетни амандмани во соработка со граѓански сектор поднесени се одбиваат со образложение дека имало програма за зелен развој, а Маја Морачанин, за да купи нејзин кадар нови теренски возила во инспекторат кој што го управува тој кадар, министерот прифаќа амандман. Тоа е непринципиелно и некоректно и лицемерно и сите вие зборови што ги потребивте тука, можам сега да ги повторам. Благодарам.